акцијата гапнала безмалку 190%. Значи, долната страна на, односно телото, долната страна од телото на зелена светја секогаш отварање на берза, односно отварање колку отворила дента. Долната страна на викот е шетањето интрадей. Значи, шетала бајаги до долу и нормално затворила, шетала и нагоре, но меѓутоа затворила на горната страна од телото. Можеме да видиме овдека дека оваа акција не е нималку лесна да се одигра критериумите, односно по риск менеджмент кој што лов да тези да биде исплатена сегашната вредност, значи да би било тука, а не акција, ние ќе бидеме стопувани. Претпоставувам дека ќе бидеме стопувани неколку пати. Тука или било што. Ништо не се случува, батон скочи. Дали другите ме слушате или нешто до нетот и конекцијата е кај Батонс? Ве молат само кажете да не, да продолжиме или да правиме нешто друго. Не, мојата конекција, сепак пошто се префрлив на друг компјутер, се молам кажете дали сега е добро, дали сега да, фала ти Горан, конечно препоставам дека ова беше последен кој што го поминавме у конекција и технологија. Барија сум требаше нето да го смеам, значи не ви кажам. Не ни битно, у се животот, ништо не иде глатко, така? Денеска ќе имаме добар ден за зборење, денеска имам многу материјал за зборење, така да ајде да продолжиме онаму кој што застанавме. TMD, значи тука бараме епизоди пивот. Рековме дека секој пат кога бараме пивот сакаме да имаме шоп капа. Ова ги вади од игра сите инвеститори, сите оние кои што не веруваат во акции кои што растат нагоре или потоа кажано all time high акции. Значи тоа е ко страшило. Генерално луѓе мрзат all time high.
Многу пати сум слушнал во групи као зборат, акцијата е во all-time high цело време, нема таа overextended или било што. Точно за инвеститори, да, валуацијски претпоставувам и така може е во моментот, но меѓутоа само по минат труд, односно минати резултати. Берзата не функционира така. Значи берзата е што од сега натака. Ова што гледате на чарт, претпоставам дека се грото минати вредности, но меѓутоа колку добро ќе работи компанијата, секторот, колку ќе биде дефицитарен производот или било која услуга која што ја нудат, тоа никој не го знае. Тоа може само да го знаете преку чарт. Чартот, цената е единствен и основен лидинг индикатор во сток маркет. Не постои нешто што предичи, значи не постои индикатор кој што ќе го врзете одека горе и ќе считате одека некој си Bollinger Band или определен moving average или било кој од овие, гледате колку индикатори имам самостојан. Најголем да не ги користам нормално, значи тоа за руки се индикатори, тој што користи 500 индикатори, тој усвари не знае што прави, него бара совет од сите страни. Гледате price action, гледате volume, овие се единствени и битни моменти во сток маркет. Рековме, значи бркаме EP, овдека ќе бидеме стопирани. Колку и да сакаме да ставиме стоп лос овдека, акцијата порасната веќе, значи од кога отворила, таа си има спуштено скоро надолу, 20 и кусур проценти. Значи доколку стварно веруваме во оваа акција или во оваа компанија или во некој компанија од определен сектор, како што денеска напиша Ори дека ја купила, но меѓутоа дека го забошотила делото околу заштита, односно риск менеджмент. За пропер риск менеджмент, значи ве советувам секој пат да не идете подалеку од 5 до 6% од тековната цена. Значи ако сега цената е определено тука ниво, вие не идете подолу од 6%, значи за да ставите low of the day, значи low од долната страна на викот, повише од 6%. Пошто све што е над 6, 7, 8, 9, 10 веќе иде геометриски против вас. Кога немате оној edge, доколку ме убаво пажливо слушате денеска кога зборав за риск реворд, многу е битно, значи на тој curve на reward и риск, односно на losses и gains, да имате се на десна страна. Значи се да ви биде што помалку загуби, што повеќе континуирани добивки. И битно е вие да направите у сток маркет ARS. Значи, колку пати вие сте подобри од самиот ризик што вие се си го внели у сток маркет. Така функционираат трейдерите, значи тоа е основната поента во трейдинг. Рековме дека на TMD вие неколку пати ќе бидете стопирани од ова горе што отворило, што е голем гап, преку 200%, колку и да е. Но меѓутоа бидете паметни играчи, не ја запоставувајте, значи се оваа силина која што гледате овдека не е ништо случајно. Значи овдека имате 140-150 милиони волјум на просечен волјум на самата акција од 10 милиони. Тоа се 15 пати посилен волјум од вообичаен. Што ви дава тоа дознание? Тоа ви дава тоа дознание дека некој мене ме интересира ентри кај ќе биде. Значи Златко вака. Рековме, имаш повеќе ентри на кои што ќе бидеш стопуван. Прво, дали ја веруваш толку во акцијата, дека оваа акција е таа, дека ова PEP ќе биде тоа EP, или па ќе бидеш малце потрезвен, ќе почекаш акцијата да се повлече малце, значи гледам интрадей пулбе. Значи отишла скоро догоре, значи овдека отворила, така, овдека отворила. Во примаркет, ова е во примаркет, ова е сила, значи овдека отворила, колку му дај, од тука. Од текот на денот таа се повлекува до определени. Видите ги, следите ги секој пат moving average. Тие ви се единствена одредница. Безмалку сите moving average ви се ко magic lines. Ви реков дека значи на one day chart, односно daily chart користам секогаш 10, 20, 50, 100 и 200 дена moving average. 100 и не е толку битен кој што се битни 10, 20, 50 и 200. На hourly chart можете да ги искористите истите, значи и тие функционираат топ, но меѓутоа по мој кейф, односно по мој истражување, по мои други трейдери кои што сум учил, што сум ги копирал, значи успешни трейдери од цел свет, они користат 10 exponential moving average, користат 20 exponential moving average и најбитно е користат 65 дена, 65 сати, односно 65 candle exponential moving average. Значи сите се ема 10, 20 и 65. Плавата линија 65. Ова е нај-long term линија. Овдека обично баунснуваат оние кои што се поспори акции или кои што
пораснале премногу во текот на денот и сакаат после неколку дена убаво да се коригираат и да избркат све што е викенд и све што наставно нема желба или цел да ја држи акцијата до крај. Пропер интерес Златко на ова би било дека, значи гледаме дека акцијата паѓа. Ова е ќе уклучам само да го гледате интрадеј чарт. Ова ви е многу добра школа, да меѓутоа туку сакате да фатите баунс. Значи ова не е исто што е со моментум. Ова го има научено Ленс Бренстайн. Кога гледате гро црвени свети, знаете, значи ова дека не е нормално дека да влезе. Гледате црвен свет, не е нормално дека да влезе. Значи све ова е корекција. Вие ви паѓа цената надолу. Вие од дека ќе влезете, вие по дефолт вие веднаш сте под вода. Гледајте најдобро нешто што при влез да ви биде прекршување на high of the day од претходниот вик. Значи докато го гледате од дека паднала акцијата надолу, се коригирала, ја например конкретно на ова, ставите се на линија од дека, значи на high од претходната. Гледате дека овој кендл не го поминал нагоре, овој кендл не го поминал надолу. Значи доаѓаме до овој зелен кендл, од дека се одбива од 20 дена moving average на hourly chart. Прво да избие, значи од дека има силна тежина која што вика не, корекцијата не е завршена. Помеѓате си го на оваа линија, односно high of the day of the previous candle. И секој прекршување на претходниот кендл high е change in trend. Значи секој пат кога ќе прекрши во надолен тренд при корекција, значи ова е нагорен тренд, па се коригира или pullback, избирате претходниот кендл на секој овој, значи овој high of the day. High of the candle. Кој ќе биде прекршен услова, сега дека не би препродача, пошто дека не знае што ќе направи, гледа дека тргнала, се вратила, се коригирала. Затоа го местиме бар дека, што дека има огромна силина, некој од дека овој вик го има бутната надолу. Што имаме блок таму, значи претпоставувам дека има многу скриени налози за да буткаат цената надолу. Се ова е произволно, што ова не е екзактна математичка формула, е само таму. Ќе ви увидите, значи за се што ќе ви зборам и удине усеа, од дека има уметност. Од дека нема ништо конкретно. Осем пробабилите дека ќе биде, значи ја ова што сум следел пресечно, што сум ги гледал тик по тик со сати, со години, ја знам дека прекршување на оваа линија, поготово кога ќе отиде веќе нагоре мацева, значи кога ќе ги гледате овие moving average како се у диагонал, значи ова е веќе континуација, нема дека надолу сфира. Значи дека биде high of the previous candle break. Кога гледаме ја од дека би влегол. Ја од дека. Разбирате? И што сме направиле? Пак имаме, ставаме low of the day, ајде видиме како би било тоа у контекст на low of the day, значи рековме previous day candle, што би било од дека нека. Значи се повлекла убава акцијата, не го гледате последната свеќа, се повлекла, од дека ставаме low of the day или негде под викот или по самиот вик или не, под оваа линија, ставите си стоп лос и да пробате наставно да влезете во самата акција. И тоа е тоа, значи бараме skew или искривен риск рeward. Значи доколку овдека на пример би ставиле ние голема ова формација, значи претходниот кендл е бричуван со ова и ставаме на пример тука. Колку ви на вас многу е волатилна акција, тоа е проблемот. Не смета 10%, не смета да ставите 100%. Значи максимум 5-6 максимум. Еве нека виде на пример ако конкретно овдека на оваа линија, ништо 1%, нека не биде ова 1% стоп лос или 2%, колку му доаѓа, значи 1,29. Пробајте на тој начин. Многу е волатилната акција. 20% ADR. Знаете ли што значи 20% ADR? Ова значи дека оваа акција у изминатите 20 сесии, значи занимавајќи го овој дел, растела во просек по 21% на ден у било која насока. Тоа се тешки овие да се фатат. Но меѓутоа ако ги фатите или ако приближите за 100%, вие фаќате винер кој што вие дуплира позицијата, не акаунтот. Во неколку дена, така. Еден подобар пример за EP, кој делен ADR на 4-5, значи вака. Low ADR stocks, значи како што се на пример во моментот ќе дам пример као Nvidia, Nvidia е 3,58, не е лошо, таа беше многу спора пред некое време. Amazon 3,3, тоа е споро. 3 е Meta. Еве Apple. Ќе видите акции кои што имаат добар сетап, дали е тоа EP, дали е тоа breakout или било што, кога ќе видите вие ADR или ADR 2,47, бегајте од такви акции.
Овие акции не се за нас. Овие акции се за инвеститори. Овие акции се за куќи, мега куќи или мега брокерски, не брокерски, но инвестициски куќи или инвеститори кои што купуваат и сакаат да хордат и да чуваат со години. Нас не ни интересира акцијата да ни порасте 2% во еден ден. Нашата идеја е акцијата да ни порасте 10% во еден ден. Значи веќе кога сме фаќаме моментум, кога го фаќаме делот да го искривиме рискот, значи да ставиме низок риск или ризик од 4 до 5% на позицијата и да бараме нели кој што рековме ARS, да бараме поголем реворд, ние бараме високо волатилни акции. Еве, ја например за вас ви направив дури една група на EP, значи ќе ги поминеме ако сакате, мислам дека оден пат и пробавме да почнеме да ги работиме, мислам една по една. Дека биде тоа отприлика 5 ADR или ADR, 5% нека биде минимум. Значи за влагање во епизоди пивот или за breakouts нека ви биде 5% на ден. Има и зошто е тоа така. Значи има и зошто. Кога акцијата е спора, кога е value, значи кога е ADB, значи 200 билиони компанија, не се следат многу очи, значи не се следат многу професионал инвеститори, не да следат многу под обсервација на тие знаат ние што правиме, значи не сите овие нивоа, бркање, тие знаат што прават. Ние сакаме да нападнеме таму кај што можеме да бидеме меѓу подобрите, значи слабо, високо волатилни акции се акции кои што изоставен делот на во најголема мера на институции, значи на големи очи, на големи компјутерски компјутери кои што ги следат и сите тие акции. Бараме висок моментум, значи моментум е превод на некој начин и ADR. Значи оваа акција да би била надолу, окей, ама кога гледаме ние нагоре се движи, има висок ADR, тоа што ти дава до знаење, значи тоа дава до знаење дека некој купува акција, разбираш? Значи нека би биде 5% минимум ADR. Ова ATR ти уствари во долар вредност. Колку се движи во долар. Едното е со GAP, другото е само движењето на видеото, концентрирате се само на ADR. Не ADR. ATR за друга ќе збориме, Майк Вебстер користи ATR во компарација при, али не е ни битно, што ова екстензија Америку преку ATR се слично на меѓутоа тоа не е битно. Оуст денес беше AP, мислам ако може да видиме него, ќе додам да ребус до тебе, значи Оуст повторно, Оуст денеска ова многу е критично. Значи пазите ова многу треба ова да го интернализирате што ќе ви окаже. Кога бркате AP, значи кога гледате денеска на пример во левата колона од дека може да видите дека само да правам дали се тие бројки апдейтирани беше 62 милиона. Можам да видам дека денеска имало earnings во кој што тие ги тепале, направиле surprise од 245% повише од тоа што ги естиматувале. Значи ова се податоци на TradingView. И на ревењето тепале од 57%. Знаете што е добро, а што е лошо кај Oust? Значи Oust. Добро е што во крш маркет, значи во многу лош маркет има релативна јачина, има релатив strength. Маркетот е крш, значи и small caps, big caps, mid caps утепани, но меѓутоа акција сепак расте. Тоа е позитивната страна на ова AP. Ја би рекол дека ова не е AP in the first place. Ќе ви кажам зошто. Секој пат кога избива, значи за да ви бидат probabilities на ваша страна, гледајте значи да има јака консолидација, која што е добра, оваа консолидација, значи ова е range. Без разлика што пораста, ова сепак ова е range. Значи кога ќе видите overall страната, ова е range. Но меѓутоа, знаете ли кај наоѓам проблем? Видите ги овие moving average. Значи 200 дена се движи нагоре точно, но меѓутоа цената е под него. Црвената линија која што е 50 дена moving average, што е втор основен guardrail за bear market и за EPO, Горан убаво кажа, тоа што е по 200 дена, точно. Значи сите овие moving average, ова многу критично да го разберете. Се supply. Односно со ова се точки во кои што еднаш поминати надолу клучните
long term moving average овдека има многу под вода купувачи. Значи овој овдека што купил, овој пролез се разочарал. Овдека некој ја спуткал акцијата, ја стискал надолу. Значи шом ќе ги победи овие, верувајте ми дека овие се просечни движења заедно кои што заедно со VWAP-от, овдека има многу блокови. Знаете, и колку и да е јака силината овдека, за да ги разреди овие блокови овдека на selling pressure овдека што е, треба време. За жал, повеќето од акциите наоѓате, значи ќе видите EP кој што е под клучни moving average, па ти идат надолу. EP е добра кој ќе видите вие чиста територија. Ќе ви кажам што е EP на аугуст. Ако ова само да го видам gap up дали е адекватен. 6% малку е. Еве ќе покажам што е EP у превод, добар EP. Кај што е чист терен, кај што нема. Не викам дека нема аугуст да успее, но меѓутоа probability не е една ваша страна. Ви кажам што е добар EP. Рековме прејаска, значи ако бараме probability во probability, нема подобро нешто ви од флек да извадите EP. Значи ќе повторам, нема подобро нешто од флек или од база, како сака да наречеме, ова е база во техничка анализа или при техничка обсервација, ова е база. А нека биде флек, пошто не е ова хајтак флек, но меѓутоа нека биде обичен флек. Видите ги клучните moving average. Се стеснуваат, се движат во диагонала, значи лијаковата на жолтата, 10 на 20, 20 над 50, сите се слопувани нагоре. Овдека формира еден вид на флек, видите го намалувањето на волјумот. Драстично намалување на волјумот секој пат многу клија хастра, замисли ми е хајчка. Секој пат значи кој избава од ова е Кристиан Флендерс, еден многу јак лик, значи он е професионален коцкар, покераш. Мислам дека лани или преклани заврши втор на светско првенство у трейдинг. И негов стайл ова. Значи он бара од VCP, од contraction pattern, бара EPs. Значи комбинација. Него probability си играат од сите страни. Он фаќа day трейдери, long term трейдери, инвеститори, position трейдери, све само да фати. И такви овакви сетапи ќе најдете десетину цел месец. И тоа е тоа. Ги фаќате овие, наставно тоа е тоа. Имате business for life, разбирате? Значи, рековме дека ова е добар сетап. Чиста територија, немате moving average под вас. All time high. Така? Без разлика, all time high, 52 week high или последна година high, се исто е. Имате чиста територија, акцијата гапнува, видите само драстична разлика волјум. Значи овдека се движел во консолидација, се движел во намален волјум, овдека нема supply, нема некои добри вести, значи има предобра тема. GLW направиле договор со Мета за cabling and fiber optics. Топ тема, топ сектор. Значи направила гапа 7%. Таман. Ја поменав онапад, значи кога зборевме за EP, многу често без разлика на силината, видите дека како драстичен волјум, значи дека е силина, дека не случајно нема некој да ти дозволи да ти падне во акција. Овој што го нахордал овие сите овие куќи, сите овие фрари што ги нахордале, ова нема шанса да дозволи акцијата да падне. Меѓутоа многу често, значи овдека претпоставам дека имали доста и блокови, овдека се продавала без разлика. Многу често ќе видите акцијата да порасте еден ден, но меѓутоа сами знаете што се случуваше во јануари, февруари на сток маркет. Значи колку има силина индивидуална акција, ако не е добар маркетот, едноставно луѓето се згрчени, значи тие ќе чекаат секој ниво нагоре за да стават шорт позиција. И многу често се случува значи да се повлече самата акција. Вие тука не бегате, значи оваа акција од која се отворила се повлекла до најдолу 9,35%. Ја порано кога правев, кога учев или кога ги бек тестирав овие работи, за мене drawdown после капа при добар профит од 10% беше неќев, едноставно многу ми беше тоа. Поготово овие space акции или quantum акции, тие кои се повлекува по 30%. И тоа боли, разбираш. Ти си направил 30%, 15%, 20% и враќаш инстантно 15% по само еден ден. Ја бегав, ги менаџирав, продавав уста секунда, односно ги продавав, оставав акцијата да падне малку подолу и ставав стоп лос
односно stop buy механички да ми ја купи назад која ќе правам нешто трето, разбираш? Меѓутоа за мене сега моментално толку сум многу поминал вакви акции, толку drawdowns, толку имам профит акцијата, повлекување од 10-15% е nothing burger. Едноставно живеам со тоа, знам дека сум дека ако сега ако иде да направи определени прекршувања на сите мои правила, нормално ќе избегам. Тифла се повлекла, видете кај се повлекла. Magic line, 10 дена moving average, најбрзиот moving average. Овдека се уклучуваат сите овие кои што знаат колку е хот секторот или колку е добра акцијата, колку се добри earnings, овдека се уклучуваат сите целиот buy power. Разбирате? И ја купуваат, ја трукаат акцијата надолу. И гледа, без малку да нема повлекување, значи цело време ја сурфа 10 дена moving average. Значи најсилните акции се одбиваат и ги сурфа 10 дена moving average. Ја би рекол дека 20 најоптимално за купување. Знаете, сега оваа например кога ќе се повлече, ако маркетот уште ужасен, значи овдека може да дојде да се направи определен флек овдека да иде со намалување на драстично намалување на волум, еве поминале дивиденди да поминала се. Во овој фешон, значи на тргнала, значи почна да се одбива, тука е стеснување и прави breakout. Овој 20 дена moving average почва да слопува, само се го искрив, не е битно. Местиме само една конкретна линија воопшто и овдека чекаме ние на намала волум. Бам, и тоа е на IP, сега бркаме breakout, континуација, разбираш? И тоа може да до неколку 3-4 бази, не знам. Може и поише, ќе го видите по интересот на волума, ќе видите дали секторот уште обстојува, секој гледате од кој сектор потекнува, колку има силина во тој сектор, видите ги другите акции. Или например ќе ви давам друг добар IP, VIA, исто, testing equipment for optical components. Ова е нешто, видите ги предходнава акција што ви ја дадов, GLDW со VIA. Дали приметувате дека сите акции од сектор кој што е во ход корпус, дека се движат малте еквивалентно исто, разбираш? Видете го VIA. Исто, значи се отишла, се повлекла од 10 дена moving average. Запамтете, тоа што ќе ви рече дека овие moving average не работа, нека пратете го кај мене да ја да му објаснам дека овие и те како работа на моментум акции. Овие се можда не работат на акции кои што се со еден ADR или со како што рековме ETFs кои што се тромави, меѓутоа на моментум акции. Знаете ли што е по дефиниција pullback уствари? Ако овдека една компанија сака да купи, например, еве, оваа компанија теоретски има 1 милион акции во оптек, така market share. Значи, таа например сака да купи 1% од целиот supply. Таа не може дента да ги купи држава акција ако планира таа компанија, односно не компанија, тој инвеститор да ги нахврда во портфолио, ќе крене у еден ден. Он дава значи наредби преку алгоритми, значи на секој мини pullback да купуваат определени блокови. Значи како што има селенги, има и на купажни налози, разбирате. По 0,1% или по 1%, се нагоре по полека да туркаат акцијата. И затоа ние кога бркаме breakouts, ние секогаш гледаме lower, односно higher lows. Сите овие што се долни точки, бам, кои што не дозволуваат воопшто да падне акцијата, дека се огромна buying power има, дека огромен наплив на купувачи, разбирате. Али после MIP може да се каже дека retest на 10 нема е добра шанса за втор лес. Тоа сега да речам, тоа е многу добра прашање. Не гледате само на црно-бело, има компанија која што пораснала, вие сте го испуштиле IP-то, значи вие сте у игра и откога ќе бидете стопувани. Вие сте у игра и наредниот ден, односно многу често може да и половина, отприлика 50% ќе се повлече акцијата до определен key moving average, дали е тоа 10 или 20, ќе собере све што е weekends и ќе отиде парабола. Као овдека. Ето, отишла 3 дена, значи нашиот, нели, како што рековме, нашата идеја за риск менеджмент е да продадеме и да locking profits на 3 до 5 дена од кога пораснала, од кога отворила акцијата, значи нека биде 1, 2, 3. Еве тука гледате дека веќе има некој доджи кенал, пазарот е лош, тука да продадете дел
и остатокот да го трелувате со определен moving average, нека биде тоа 20 дена. Ова е нормално волатилна акција, 7% нека ви биде 20 дена. Вие нема да продаете се дури ова акција не затвори по 20 дена moving average. И да, уште еднашка Горан, значи да, апсолутно е окей да купиш акција на ретест на еден од key moving average или на самиот pullback. Малтене, меѓутоа сепак ciljaјте, значи имате цел да фатите вакво нешто. MOD, нема pullback, гледате кој силина е овдека. Ова е technical 5-star setup на EP. Гледате. Значи се движи безмалку од август 2025 година у sideways. Ништо направила акцијата. Нагоре надоле. Моди manufacturer, не ни битно што работа, разбирате. Овдека вадат sign separation and merger agreements between Genter. Значи прават некои си ова е ньюсот, ова е тригерот за овој EP, разбирате? Некој там кој што знае, кој што е стручен во оваа област, кој што испитуваат они, знае дека ова акција таа сепарација од претходен договор за аквизиција или активизација или било што е, значи што се растура, тоа ќе има погодност од самата компанија, разбирате? Нас тоа не ни интересира. Нас ни интересира да интерпретираме фантастични момци што го прават тоа у фундаментална сфера. Фантастични момци, односно што експерти кои што се у било која област експерти. Ние треба да интерпретираме они што мислат. А како ќе го направиме тоа преку price action? Едноставно е, разбирате? Видете дека колка волиме дента на EP. Феноменално EP. Ова е бомба, разбирате? Значи gap up од 13-14 просто и видете, ние ова го сакаме. Видете колку е. 20-30 дена, значи енормен рапиден, значи акцијата не може ни да допре до 10 дена. Ова е сила. Кој ќе почне да допира, да гази, да паѓа, да затвара продажби, значи више има волатилност. Овие што купиле ќе почнат да се отрасуваат од позициите. Шорт селингот ќе се поактивира. Тие ќе почнат да ја буткаат. Значи фундаменталисти овие кои што инвеститорите ја викаат ова е дај му на таму на тој на долу дека е шорт акција, дека е потема што ова е премногу праснат во определено време. Ова е супер. Ова е супер инаку. Ова е супер IP. Може entry point да отвориш на помал, Златко ме праша, може entry point да отвориш на помал time frame. Можеш да направиш што сакаш, но меѓутоа знаете, кога отвараме било каква позиција, без разлика дали тоа е 1 hourly chart или 5 minute chart или 1 minute chart. Куламаги например купува EP на после 1 минута затварање на првата светја, 5 минути светја и 1 час кендл. Таму има многу компјутери. Таму има RoboCap. Ти се бориш со, не знам, со high frequency trading, се бориш со нешто што ти мери од емоција до не знам што, у една секунда ти стане наредниот чекот и што ќе го направиш. Многу ноис има. Значи избегавајте дека ви биде само водилка оно што е десна страна од определен pullbase или слично. Но меѓутоа да темпирате тајминг на интрадеј е многу тешко. Затоа тие трейдери више изумираат и тоа е пар екселанс чисто. Знаете, не може да се бориш ти со нешто што е попамет од тебе милиарда пати, разбираш? Battle може да FRX ме прашува, апсолутно, ако ми го слушаше моето обраќање завчера или все, ова кој што рековме, е совршено EP. Значи, hot сектор, oil and gas сектор, повторно, EP-то се наоѓа во формација од флаг. Значи, на логаритми чат, дожи го видите, ова е перфектен флаг. Што значи флаг? Значи, пораснала, се повлекла, се консолидира, ја овдека купувам. Овдека исто втор entry point, значи technical buy area и овдека. Значи обично гледате кој ќе падне на овие moving average, ако почне да ги сурфа со мало нагазување, не е проблем. Ова се сите исплашени налога да даде, значи ова компанија нема некој претпоставам поре има. Значи добра е ликвидна. На флаг, значи на оваков флаг кој ќе видите тоа даде, значи овдека има веќе breakout, разбирате? И на breakout EP, а без малку акцијата бе у sideways колку време. Ова е силина, разбираш?
И не е случајно што Батал е од самиот breakout Батал е 428%. А еден ваков фраер да фатите вие ќе ви блокира, односно ќе ви ги изеде сите претходни 100 лузера кои што сте ги направиле по 3-4%, по 5%, да гледате. Батал е совршен EP, затоа што е ход сектор, изби минатиот месец, односно пред 3 дена, тоа беше добар маркет, така, вчера беше супер маркет. Само да ви кажам, Джоби, што да имам некој друг, CRD го зборевме, па го зборевме. Овдека има на Reddit беше тогаш малку поспора компанија, не можам да ја гледам, што ме нервира, ја дека неколку пати влегов ова. PL, Planet Labs имам ко позиција, сега у моментот, што гледам денеска што направил, денеска бев многу поише у минут, браво, тоа се пратила. Маркетот добар е, не видов. Како е маркетот? Се врати? Нешто? Или? Еј, супер. Денеска е повраќајници, денеска не знам колку пари изгуби, односно paper loss. Речи ви ветиви на сите вас дека малце ќе ескивирам по short term trading, дека сакам малце да се прилагодам и привикнам на малце по долги time frame, затоа што има големи промени годинава, поглед на двосменско работење на берза, поглед на се, значи мора да се прилагодиме баш или ќе бидеме добри day трейдери, што никад нема да бидеме, и тоа е факт, day трейдер за деца, forex trading, тоа глупости не види. Или да направиш пар еври да ти биде тоа не знам каква. Тука сакаме да направиме милиони, да се разбереме. Одека ако сме дојдени да направиме 100, 200, 300 долари, боле да си отидеме си да работиме во некое друго место, да работиме сериозен бизнис. Одека се или да направиме се, или да направиме ништо, така. Кажам некој друг, морам да одам да преслушам после ако снима некој. Оставите му хасле прашања, торпедирате. Не, ми е задоволство ваше во работам со вас, искрено. Искрено, сакам да помогнам, како што напомнав, негде сум до некој степен во кој што ми е досадно. Имам толку многу за учење и студирање, кој што имам за едноставно да чекам. Трейдингот или барем ова што го ја работам, swing position trading, ти е најголем дел waiting. Waitingот е boring. Од сабаре до вечер чекаш. Може да чекаш 15 сесии и ништо не се случи. Мора да бидам по агресивен, зборам и денеска сум агресивен, нека биде добар маркет, ќе ви постирам што се вика агресивност во leverage. Но меѓутоа сега сакам да бидам постабилен, сакам да држам позиции кои што се во моментум, uptrend, да ги малку занемарам овие интрадеи, односно движења под 20 дена, 10 дена, значи поголема дека ми биде, ќе ми сакам да ми биде, значи негде околу 50 дена moving average на овие акции кои што се опилика 5-6 ADR да ми биде последна инстанца на stop loss. Знаете, пари се прават во тренд. Пари не се прават од тоа што вие ќе фатите денеска мал дел од интрадей движење. Значи, за да направите пари во сток маркет, генерално вие треба да фатите тренд. Инвеститорите фаќаат тренд со тоа што фаќаат и надолно движење и навредно движење, но меѓутоа пак фаќаат тренд. Го знаеме дека реално берзава 70% се движи у бул линија, 30% се коригира. Вие ќе фатите и долно движење, но ќе фатите и апсайд, огромен дел. Вие фаќате тренд. Исто е во трейдинг, значи, колку повеќе време сте присутни во позиција, толку повеќе имате вие шанси, односно пробабилите да оплодите таа позиција. Но меѓутоа не по секоја цена. Вие мора да имате риск менеджмент. Значи, мора да постои нешто колку ја максимум можам да изгубам. И тоа ме нервира го вика. Значи, ние, вика, оној па го спомнав истото, ако се повторувам, ние кога се ставаме у вечера, односно кога збориме на митинг со најголеми трейдери од цел свет, никој не вика која акција е јака, кој сектор е јак и кај да инвестираме пари. Него сите викаат кај да избегаме. Кој риск менеджмент е најидеален.
Значи измислуваме у наш доба од 40, 30, 50 години кариера, гледаме да најдеме ние најдобро решение за риск менеджмент на горната линија, за profit taking. Кога да избегаме пред сите. И тоа е едно од најтешко одговорливи прашања, пошто емоции си долу и горе. Секоја будала може да научи сетап. Ќе ви кажам што е сетап. Доста со API, API да почнеме да се навратиме на првото што го зборуваме на breakout. Значи секоја будала може да отиде и да рече еве некој видео кој што го имам од претходно, ќе ми дојде да видат горе. Значи секоја акција има да се разбереме breakout, така се движат акциите во основа, разбираш? И Викторија Секрет како лузер, страшно. Еве што е breakout, значи NBIS. Имате голем мув, мала консолидација, значи акцијата оди низ овие moving average се стеснува, тоа се вика VCP, Volatility Contraction Pattern, значи ги сурва дека има малку undercut на 20 дена moving average, bounce перфектен над 50 дена moving average, дека доаѓа до стеснување на осцилациите, ние ово го бараме. Значи, може да замислите, не постојува линија и вие гледате, например, сток маркет овакво движење. Гледате, например, ставате една линија, апроксимативно, значи ништо конкретно од точка до точка, гледате намалување на волни. Видите, без малку да нема волни. И ова секоја будала може да научи. Значи, не седете, не потрошите неколку месеци у студирање сетапи, ќе ги видите на Куламаги на страната, односно на YouTube каналот милиарда сетапс. Дури ги има сегментирано луѓе кои што гледаат. Ќе го научите ова. И добро е, тука ќе видам и кај да искочам. Кај да искочам, маркетот, значи, главната белја на сите е колку и каде се затвори. Значи ви дал мал хинт, ја што правам. Секој пат кога има breakout, на мене breakoutот ми е low of the day. Ако овдека е било breakout или епизоди пивот, се едно, нека биде low of the day овдека. Прекашување на low of the day е секојаш крај на позицијата. После 3 до 5 дена после 3 до 5 дена рековме продаваме мал дел, ставаме другото да се трелува со еден од овие moving average. Че реално ја го поставив стоп лос овдека, кој што е плавава линија, ја ќе бев стопон овдека, например, 8,64, значи ја, например, трелувам со 10 дена moving average, ќе бев стопон овдека. И ова, окей, не е многу добра. Не е многу добар репрезент, да бидам искрен. Ми се овие што се перфектни breakouts, да ви покажам како изгледа. Овдека има милион. Ќе ви на тоа на крај ќе ви давам као вие да ми кажете прилика што гледате на чатот, што многу интересно, така најче се случи. Например, ја кога да го отворам било кој чарт, не ми треба дури ни moving average, јас знам кај се крие. Кај се крие отприлика база, знам отприлика кај се снувањето. Едноставно си го вежбаш, тренираш шокото да ги препознам. На крај ќе видиш дека има милион, мал милион, разберете. Бараме совршен, чисто да еве breakout. Еве, например, слагаме чартот од тука, на Planet Lab. Колку има бази од него, знаете? Еве една база. Еве една база. Еве втора база. Еве трета база, кој што сум се, разбираш. Low of the day секојаш на секој breakout, ова може да му даде и епизоди пивот од VCP што е топ, е low of the day. И да го поставиме линија кој би биле ние, значи гледате, профит. Целото риск менеджмент ова да ни биде стоп лос, да продаваме 3 до 5 дена третина или пол од позицијата, ќе повторам, после 3 до 5 дена, ќе зависи, ќе видите што моментум има, колку е добар маркетот, колку е квалитетна акцијата, поглед на сектор. Ќе продаете, после неколку дена, 3 до 5 дена ќе продаете еден дел, ќе локин ќе направите на профит, и тоа што ќе вас стане ќе ви го трейлинг ќе правите на еден од вие клучни moving average. 9-10 дена ADR, мој совет е да го затварате, која ќе затвори акцијата по 20 дена moving average. Треба дека ви беше шаблон.
На крај, знаете како што вика кола маги, ова вие ко возење кола. Сега вие можеме се или го слушаш, го премислуваш, но тој ќе биде као риквер за свртење на кола да смете од 4-5 брзина. Значи сте продале, вашиот мозок вика кога ќе затвори по 20 дена мој гајач ја продам. Значи вие го уживате во целиот дел. Не мислите, не ја менаџирате позицијата, разбираш? Значи сте се заштитиле иницијално пред да влезете со максимум ризик. Сега ќе се вртам ребус. Сте се заштитиле максимално пред да влезете и се заштитиле у апсайд. Ова е profit taking, подобро. Немате желба да ги земете сите поени нагоре, земете мал дел. Ево, овој риск овдека, кој што го напоменав овдека, ако е 5%, вие планирате да направите 15% минимум. Освен тие 15% направите, продадете дел или третина од опцијата, оставите таа се опори. Во тој случај, ако вие сте направиле 5% ризик, а овдека сте направиле 100%, не 100 или 70% раст на колку е тоа, знаете, 35 RS имате. Как му да е, не е ни битно. Имате топ. Вие сте у оној мод на принтање пари. Идеме ребус на NBIS, така? NBIS врати на реплей 10 сема ти дозволено десно светите. Како? Врати на реплей NBIS 10 тема ти дозволено. Може ми беше дека нема да те стопира. Кај шо пројавов дека нема да стопира? Да, дефинитивно. Дефинитивно, ако дека на овој, така, или на овој? Е се разлика, значи, вие овдека например на еве ги чисто ќе ви напомнам сите breakouts на NBIS ќе се пронајдеш. Че ја моментално гледам 4 breakouts на NBIS. Еве во едниот, еве во вториот, значи ова е black, ова е VCP, ова е black, ова е bounce, EP bounce, значи имало EP генерално е на neglected stock, но меѓутоа многу го видиме овдека дека реално акцијата е во огромен bear market од претходно, ова може се да квалификува повторно како EP, разбирате? Значи EP bounce до 10 дена мој гарич, значи многу често 50% рекоме дека ќе искусиме оваков тренд, значи ќе се консолидира, односно ќе се повлече преку pullback до еден клучен гарич и ќе продолжи да се движи нагоре. Значи секој еве ги кај breakout-ите како ние риск менеджмент. Значи сме овдека сме си ставиле low of the day. Breakout имаме, low of the day е тука, така? Ќе ги направам со плава линија сите. Low of the day овдека, така? Овдека, например, се движела акцијата, повторно искача преку EP, ставаме low of the day, ставаме stop loss. Значи не мора да биде овој механички stop loss, односно компјутерски stop loss. Нека ви биде ментален, нека ви биде на платформата. Се овдека можда овој интрадей ќе у неколку минути само може да бидете овдека исплашени. Видете, 2 пати ве тестирала на некој гледал, сакала да ве избрка, очигледно, разбираш. Али овдека пак, ако овдека ми е стоп лос, ја после 3 до 5 дена сум продал дел од позицијата и да ме стопира, ја веќе сум пак у профитабилна позиција. Ја чекам, не ме интересира оваа консолидација овдека. Овдека купува тој што треба да купа. Јас и вие не купуваме тука, разбираш. Осем на EP пак правиме. На low of the day стоп лос, гледате, неколку пати, значи гледај. EP-то пробало, се повлекло, окей, тука да изгубите денари, пак има breakout овдека. Разбираш? Така ова е technical buyer area, може би и ова. Така овдека ќе биде stop loss low of the day. Секој пат е stop loss low of the day, без разлика дали се работи на EP или на breakout. И чекаме ние прво затварање 8,6 ADR, чекаме прво затварање по 20 дена moving average.
Значи дека може да видите дека е gap down, претпоставам дека 20 октомври што се случи, може и маркетот бил крш или дата центрите кој што годе било кршов, дека едноставно затварат. Видите колку сте имале шанси да направите пари од целата позиција на Invis. Се сакам ви кажам дека кога бркате breakouts, гледате линеарни акции. Значи не може да видите некој треш шит како ово што е ово? Што е ово? Овие ги обожаваат овие XYZ, брат, кој како ви ова? Оде да заболи глава да го гледа чартот нагоре надолу, разбираш? Дека ова е линеарити. Гледате колку е права линија, ова е бомба движење. Гледа, нема без малку да нема стандардна девијација. Гледате, значи нема волатилити, тоа нас не е многу битно. Кога ќе почне волатилити што значи? Значи има страф, најголем дел има profit taking и има манипулации, мануври. Таму ми е Microsoft deal кој ќе направи со 60. Знам. Превоз ја исто нотирам чартови, пошто многу ми дава добра основа да знам што се случило, за да можам да си го оправдам секое купување. Тоа и Stanley Druckenmiller вика, значи прво влези, купи акцијата на price action. И Сорос истото го вика. После ми испитувај. После гледај зошто пораснало, затоа што сите тие мержери, сите тие инвестиции, сите тие доаѓаат од после. COHR, вчера се случи, тоа беше една дента, ама и тоа пак не може да маневрираш во една секунда да се случи. Да пред сите оние добри вести, пред да се случи било што претходно се веќе вценет. Препоставам дали од инсайдери, дали некој повеќе знае, некој поголемо очекување има некоја дојава, се случува и тоа. Ајде сме некој пат дискутирала, овдека има многу добар сетап. Значи оваа компанија, не знам за вас, овие се Memories, овие се јужнокорејци, кои што заедно со SNDK и со Samsung ги прават најголемите мемории кои што се дефицитарни. Они имаат шортич невиден моментално. Ова денеска што гледате на SK Unix е пенал за нас. Овој дип денеска што дека кој го купи овој дип сега, ми е страпо што како што ви напомена претходно. За да има промена тренд, дека биде на било кој таймфрейм претходната свеќа бричува. Само така ми дава до знање дека ќе имаме потенцијална промена тренд. Ја никогаш не купам при повлекување. Значи без разлика дали е на daily candle, дали е на hourly chart или на 5 минути chart. На 5 минути chart уште боле. Ако играте таймфрейм, значи на шортинг или било што, кога се повлекува надолу, секој бридж на претходното ниво, например, отиде сега оваа акција скршне и го качи нивото нагоре, значи секој бридж, ова е за мене промена тренд. Значи high of previous candle е бричувано. Тука имате вие големи можности да отиде во нагоре на линија. Меѓутоа, исто е ова, не знам дали знаете, ова се вика upside reversal. Овој candle е многу болиш. Дипнало, заедно со пазарот, има некои мемори спадна сите кои што гледам денеска на цел корпус на акции. Ето го водим. Ова малце ми е и страшно, дека има голем profit taking, односно голем може и лоша веста, не знам. Но меѓутоа ја ќе чекам да се исконсолидира дека нека кетчап нека направи 50 day, нека се дека малце стесни ова волатилност, нека направи некој мини channel на некој вие moving average, ја купам. И ќе влезам со позиција, пошто денеска излевав во неколку позиции, имам малце слободни пари. Марџин имам. Мислим супер. Ајде пукајте, кажете некој тикар друг, кажете некој друго нешто да разговараме нешто друго. До сега што го зборев. Паднал, да, точно, Хамерс е исто. Им диго, благој, мислам дека се уклучуваш сега, го дискутиравме. AMD е перфектен EP, тежок за играње, затоа што има огромен вик, има добар дип надолу самата акција, за да го направиме адекватен стоп лос. Меѓутоа, како што рековме, AMD би го купиле на pullback. Овој pullback, значи огромна пораснало 200 кусур проценти, така, 209% се повлекала, најнормално се повлекала 40-50. Со однос
И инаку секој pullback на 30-40% е многу failure prone. Меѓутоа на овој енормен раси, тоа само нормална работа. Додека, што рековме, бркаме previous candle high breach и тука е нашиот старт за влез. Местиме некој тенок 100%, 2-3%, 1-2%, 5% максимум. Веќе има и свиок, има и веќе сурфање на 10 дена hourly chart, така да сите probability се на наша страна. Ова може да исклучи добра позиција. Односно добра игра. Кажете друг тикер? EMU е добра компанија. EMU е исто, Memories. Ја имам EMU во четвртиот акаунт на Стивен Крес. Да бидам малце искрен, малку ми издосади. Има многу акции кои што се во некој си stage 3 фаза на дистрибуција, кој што се CLS, оној лузерот оној пат со 26% gap down на earnings, малце се разочарав. Можно е малце да го рчнам. Не ми дава, не можам да sit on my hands, да го оставам инвестицијски нешто што ми се роди од ден за ден, без разлика дали се работело за $300, тоа акаунт е отприлика $40,000, но меѓутоа не можам да оставам да го гледам како нешто што го знам дека не треба да го правам, а да го гледам да ми се роди и да си ги побијам сите зборови кои што сум си ги зборил претходно. Ја никад нема да оставам акција по 200 дена moving average да ми биде у портфолио. Ниту индекс, нити акција. 200 дена е bear market. У bear market нема херои. У bear market има лузери и оние што се под вода. Ја лузер у живот не сакам да бидам. Ево за вас. ONS това е чудо. Што те прашаат ставам? Да. Aircut и ONS двете акции се во дронови. Имаат одлично движење вчера и завчера. Денеска не знам како се, топ. Добар сетап. Што овдека пробала на ова е убава база. Веќе да гледа колку е очигледна оваа база. Нешто сум заклучил, значи секој пија с такви овакви бази кои што се малце по расширени, малце по спори и многу време требало за да многу се prone failure. И тоа и се случило. Кои сите овие defense акции или акции кои што се war склони, почнаа се движат некаде на ден на нова година. Значи, не е само таа, сите, целиот корпус. Ова е high tide flag. Огромен раст. Повторно видите кај нашла support. Aircut наоѓа support на 50 дена moving average. Че рековме на еден од најбрзите акции ќе најдат на 10, 20, ова раст уште е подобро на 50. Значи, гледајте го, pullback-от, линеарен, гледајте го волумот, како се драстично намалува, значи тука се јаде целиот supply и овдека избива. Бан. Видете го волумот. Видете денес има follow through. И другите овие што се дронови се супер. Ти исто defense, aerospace. Ова е добар breakout на нова година. Ова го не позбори. Ова е ETF мислам дека Spider, да, S&P ETF е ова. Знаете, сите овие информации кои што ги гледате Flex, имате на индекс. Исто е се. Исто е. Огромно движење, повлекување, намалување на волјум, че некој мини channel кој што се не channel range, кој што се стеснува, значи. Секој пат кој имаме tight range, знаете што е многу битно, што секој пат кој ќе видите овие tight range имате edge да направите тенок stop loss. Док овој range би бил огромен, така например тука, вие не може да, значи овој range колку е? 1,67%. Значи вас да ставите пред да избие од овој range, вие ставите тука 100%, така? Значи вие имате само 2% максимална загуба на акцијата.
значи на позицијата. Имате голем меч. И како што рекуваме, значи во сток маркет при трейдинг бркаме Rs, бркаме reward. Ако ни е stop loss 2%, значи од тука 2% ни е stop loss, ние бркаме најмногу 6%, најмногу 6% reward. Со тој сооднос, ние можеме да бидеме 7 од 10 пати у грешка и пак да правиме пари. Тоа е статистика, тоа е тоа. Кажи ни ги ETF секторските скриншотс, ај кажи ни ги ETF секторските еден скриншот, секторските, знаете, моја сугестија е да гледате PC фьючерси. Значи, моја сугестија е да гледате фьючерси. Значи, на фьючерси ќе ви покажам и зошто е тоа така, ова е малце по некој левел. Не е нешто што можете да го... Да, ги имам и тие, еве ги моите. Значи, ова ми се сите, ќе кажам како ми функционира целата платформа на мене, мислам, како сум ги распоредил. Имаме, например, секторски ETFs, кај мене. Еве ги, сите, кои што ги гледат. Имам од злато, имам од телекомуникации, сите овие кои што се ги вртат низ истерна. Значи, отприлика, кој ќе направам на change, ја гледам дека денеска нешто што најдобро има relative strength е oil and gas. Имам, значи, financial се добри денеска. Добри, по компаративно со, например, со металите. Еве, GTX майнерите, односно златите майнери се крш. Семикондукторите се денеска многу лоши. Слободно, направи принт скрин, нема врска. И ти кажам, зашто да користите фьючерси? Фьючерси се многу точни. Односно, многу големи насоки ви дава. Значи имаш индексни ETFs, имате commodity ETFs, но меѓутоа овие се поише ETFs, овие се тредално, имате country ETFs. Ова е многу добро, например, гледате која земја има најдобра релативна јачина. Значи може да видите дека моментално Канада, видите, Канада има bull market у Канада. Овие се најдобри компанији на канадски компанији. Имате швајцарски компанији кои што се релативна јачина, значи појаки од, например, од Тајван, појаки од Мексико, појаки од јапанци. Ви кажам, ова е многу добра тактика, значи полегајте збора, направете принт скрин на се ова, ако сакате ќе ви го пуштам и целиот како листинг, значи целиот watchlist. Гледате, пред да се уклучите на сток маркет, да гледате фьючерс. Прашуваме Горан, значи што е да те интересира врска со знаете, јас малце даскалски не сум многу подкован, не сакам да бидам некој учител, јас сакам да бидам другар. Значи да седам со вас едно по едно и да ги роди. Многу малци неќам кога предавам нешто, кога правам, уште факултет брзо, уште од тоа време брзо. Јас сакам преку case study да земеме и да комуницираме со пичка материна сите као другари и да ви помагам ја in vivo. Неќам на никој да покажам овдека е стрелка, што може да го научите на ваша рака. Седете еден ден, гледате ова што го зборам, ќе ви влага едно по едно на рака, ќе ги отидите дури и како се распоредени опциите на брокерот, како се на трейдинг view, како е, значи тоа не е тешко сами го научите. Ај послушате ме само ова, значи послушате ме, ова е многу битно. Пред да отвори сток маркет, вие мора да имате прво слика. Не можете вие да влезете и да имате идеја да купите нешто во некој сектор, а тоа да има overcrowdness. Отварате фьючерси. Еве го листинг на сите поголеми фьючерси кои што се врзани дали за индекси, дали за енерджи, дали за метал, се било што. Има еден индикатор кој што се вика COD. Ја и Воки го користиме многу. Овој не е копија, се вика COD дата, односно COD буши. Така се вика, COD буши. Не COD изведе, COD дата од Magic Iyans. 1400 симнување. Ова е без пари. Ова е многу добро. Кажаме зошто. Најдобро е да поминете пред да отвори сток маркет, да ги поминете сите да гледате уствари кај се парите. Кај идат парите. Така. Например, ако отвориме на VIX фьючерсите, VIX само знаете дека е Volatility Fear Index на S&P 500, односно колку се естимитува, колку е
колку има страф. Кога обично кога паѓа берзата, виксот скока. Он е обратно пропорционален во дирекцијско движење од берзата. Видете кај е крауднесот. Значи испитате го во индикатор. Се вика цод, повторно, цод Буши или цод Magic Evans, како и да беше. Намесете ги боите адекватно со мојве. Јас сум го копирал Джейсон Шапиро. За мене он цар. Commercials намесете ги да бидат во црвена боја. Во нив ставете хистограм да биде ова се. Large speculators. Овие се лузерите во сток маркет. In general. И они некад победуваат нормално, грото. Но меѓутоа грото се лузери. Овие се Dabitus, small speculators, тоа сме ние. Retail. Овие ништо не прават во сток маркет. 1 у 1000 прави пари. Разбирате? Прво ќе отворите фьючерс едно по едно, ќе видите кај е крауднесот. Можеме да видиме дека на VIX фьючерсите, овие што не треба, го шортаат. Значи, big speculators го шортаат VIX-от. И што рековме? Код год да шортаат овие големиве фраери институцијски спекулатори, тие се грешка. Овие, гледате ги, црвените, тоа се хеджери. Овие, се, пошто се поврзани за VIX, не можеме да даваме адекватен одговор на битоа кој се работи за метали или, например, за grain, за овес, било што. Овие ја имаат робата и го хеджаат цело што го имаат, од другата страна се заштити само цената. И овие се генерално управо, разбирате? Кога ќе видите, например, overcrowdness, како што е, например, овдека, огромно овдека, гледа се овдека, може да се случи market turn. Разбираш? Например, ништо не е случајно, видите колку го шортале VIX-от овдека, а VIX-от отишол сосема друга насока овдека. Големите спекулатори го шортале, Fear Index-от, а он отишол другата страна. Што се лузери, најголем дел од времето, знаеш. Например, индексите. Во моментот може да видиме дека нема никакво крауднес, за тој се тетера во шопинг маркет целиот Nasdaq, S&P 500. Видете ги, значи овдека имаме енормна количина на big speculators и го шортаат S&P 500. Сега за сега не би рекол дека се управо. Шопие, денеска колку и да беше лоша берзава, ружна берзава, пак не е даунтренд. Пак е чопи. Поминете го, пред да отвори сток маркет целиот овој листинг, значи се работи Dow Jones, Russell 2000, гледате отприлика кој е кај крауднесот, кој го шорта од овие големи играчи кои што се. Ние реално не се шлепаме. Видите, например, што е, гледате ги чартовите генерално што е у мода, што има моментум и така почете се очи. Currency ја не тренам, искрено да бидам. Јој, не. Друго прашање, снима некој, не снима никој. Не е ни битно да се снима. Денеска имаме онака разговорна сесија. Благој, COT дата, значи овака, COT Буши, COT Буски, а индикаторот се вика, односно индикаторот е од Magic Evans. Ова е дата, ствари што ја гледате сот Буши, искача секој петок, еднашка неделно. Да, гледате ги ребус фьючерсите, тоа што фьючерсите генерално се види се преку ноќ, фьючерсите ги тргуваат цел свет, во Америка спие, ни ги тргуваат јапонци, ги тргуваат азијати, ги имаат фьючерсиве, мислам дека се подобри од pre-market, односно overnight trading на сток маркет. А може да видите се што е, по 3 акции, по 10 акции на маркет лидери, кои што ќе извитоперат акцијата и нема врска, нема никаква додадена вредност. Значи, фьючерсите се сериозна работа, таму има огромна ликвидност. Фьючерсите ги тргуваат, мислам дека фьючерсите се последен стадиум на тргување. Сите професионалци пред да отидат у пензија тргуваат фьючерси. Од прв до последен. Што е, се луѓе како Вилијамс, кој што има 6 години искуство у трейдинг. Тоа е Джейсон Шапиро, кој што 8 фьючерси не тргува ништо. Значи, таму се најголемите манки. Тоа се мало, колку се 100 тикера кои што има огромен леверидж, значи огромни пари се врдат, они играат на позичен трейдинг кој што има и drawdowns и
upside potential многу поголем од нашиот. Значи само да продолжам, COT датата е дата од Commitment of Traders, е некој си дата база на кој што ги собира таа агенција од Америка секој петок, во кој што е нотирано колку точен број на купувачи за определен фьючерс направиле net long, net short позиција, кој од нив, значи, дали големите спекулатори ги направиле сите овие позиции, дали хеджерите ги направиле, дали ги направиле ритейл, што сме ние. И ние можеме да видиме од прилика кај има crowdness. Значи, до market turn најчесто доаѓа кога има, например, огромен crowdness у некоја позиција. Конкретно ви кажам кај злато. Злато, не. Ајде, отворам можда пред назад. Ево конкретно, видите го овој овде. Значи, овдека црвенава линија, можеме да видиме дека Nasdaq, ова сме го сите искусиле ние, ова е лани летоска. Лани летоска имаше нормален pullback, само секунда што ми звони телефонот. Океј, ништо битно. Лани летоска имаше pullback на летово негде у август месец, имаше на Nasdaq. И можете да приметите дека може да приметите дека има overcrowdness на short на овие што се хеджериве. Рековме, значи, хеджериве или се оние кои што се најголем дел времето управо. И оние буткаат акцијата малтене на назад. И дека гледа, кога се баш повлекуваат они, Nasdaq избива. Разбирате? Повторно дека се јавуваат они, значи овдека више расне, тука немаме хеджери, овие што се паметниве, аш кога се појавуваат во количина, кои скачаат да го шортаат Nasdaq на фьючерс, влага у чопи маркет. Сега што е интересно, рековме овдека, се повлекува, изби Nasdaq. Сега гледате колку се драстично повлекуваат од шорт позиции во период кој што следува. Кој што е моментално. Пазарот се тетерави, они напуштаа шорт позиции. Гледа се, овдека имаме минимална шорт основа од една страна. Ритейл, жолтава линија се лонг и плавиве се лонг, што се грешка секојаш. Но видите, овие кои ќе се извадат од игра, ја мислам дека ќе се опрат индексите. Ја не мислам дека ова е некој поголем pullback, ја се надевам да направи колку сакам. Ова Guard to Real, ова 200 мој гареча последна станица за мене за пред bear market, пред да падат индексите 20%. Но меѓутоа, пак е, ова колку е да е длабок, време трае, ски рековме, 2019 година, многу зачестија pullback-ите, односно bear markets. Гледате колку кратко почаа да траат, значи само ова е 2022 е малку долго, односно што е долг една година трае. И колку се кратки. Так. Ја мислам дека тука ова е денеска што гледаме тука може нешто да се направи, намалување. Денеска имаме добар прешер, се имаме и дури некој хамер кој што нарече Rebus Price со upset reversal, нека затврше мал се погоре. Мислам дека може да очекуваме управување индекси уште до крај на недела. Ја искрено мислам дека дури март беа добар по овome. Повторно, моето мислење е ирелевантно, јас сум најголем дел грешка. Добро е така и сум горд на тоа што е така. Зашто секој добар трейдер ќе биде управо, најдобро ќе биде управо 50% од време. Значи, као коцка. Наша идеја е кој ќе биде управо да згазиме, односно кога нема да биде управо да направиме стоп лос и тоа е тоа. Ај принт скрин од сетингот на... Да, секако. Може да направиш ти принт скрин и да ти го... Уба да. Ја ќе го отворам и направи
Print screen. Ети. Дека напред некој друг не го постира, се не го прави ново. Значи, месите комершал да бидат во црвена броја, избирате histogram. Месите large speculators да бидат во плава боја, исто месите histogram. И месите small speculators да бидат во жолта боја, исто месите histogram. Веќе го да видите ова што го имате кај мене. Разбирате? Ви кажам, каде ми е само цела ова идеја. Овако не сте го немате направено CMR data Crowded Market Report. Овие е еден од најдобрите. Сега ова се плаќа премиум, но меѓутоа ја не го плаќам, имам некоја фри верзија на како се кога ти стигаат писма. Instagram подиска. Што е Джейсон Шапиро? Ова е легенда. Овој има фонд, односно нема фонд, некој раководи фонд во Америка кој што е блесизес на преку $250 милиони фьючерс. Мене ми од него искрено да бидам, значи би сакал сите да го заследите прво на YouTube. Значи он има видеа, има еден подкаст моментално што го прави со Мат Карузо и плюс он прави видеа многу често и он ја форсирава цодата. Значи скоро касика овие писма се не ми доаѓа зборот, што се сабскрајбуваше и ми стигаат еднаш кај него. Значи оваа темата беше завчера Crypto Futures are still crowded. Значи баш оваа 100, ова е total market cap на целото крипто, значи може да видиме дека сите newsletter, тие сега не ми работи мозокот. Фала ти Гора. Можеме да видиме дека по 100 датава дека хеџерите се сите кои што го буткаат пазарот надолу на крипто. Паметеви играчи, разбираш. Овие што се глуперди во дека спекулатори кои што сакаат да бидат контрадијанци на пазарот, кои што бај да ди прават на даунтренд, имаат име, тие се глуперди, разбираш. Тие не чекаат маркет турн, него они купуваат по секој ниво, не баре ќе направат милиони кои ќе сврти пазар. Во ствари тие ќе бидат по вода пола година, разбираш. Точно. И може да видите, но меѓутоа и ова не е добро. Кога има премногу пазарот мрзи пренатрупаност, overcrowdedness. Значи кога има премногу интерес, дали е негативен или позитивен на нешто, знаете дека што се случува нареден ден. Market turn, тоа. Не дека секој пат добиваат овие хеџери. Джейсон Шапиро, заследете го, значи многу има интересни тези, човекот е легенда сам по себе, он е market wizard. Он е исто малку различен стил, он нема техникал анализис кај него. Он е тоа, market turns, он гледа overcrowdedness преку position, преку позициите на големите спекулатори на овие кои се хеџери, и он гледа, он вика ја имам 50 трейдов година. И тоа е тоа, 49, 50, 48, 53, толку е. 50 трейдов цела година. Он фаќа од ботом, кој ќе има crowdness, го гледа тернот, меси стоп лос, исто кој што местиме јас и вие на breakout. И кој ќе направи market turn и кој ќе испеат индексите нагоре, ние сме тие кои што го надоврзуваме Джейсон Шапиро. Он бега, он вика кај мене работава е завршена, ја веќе нема меч, ја барав crowdness, се изгубија, отидоа или на другата страна и се намалија тие хеџери, или отидоа на другата страна да го дидат лонг маркетот, но меѓутоа тука се појави volatility се, тогаш настапуваме ние моментум трейдер. Ние сме моментум трейдер, односно тие што сакаат да бидат. Ја дека има и добри дечки кои што има некоја друга идеја, ја грото од моите работи кои што ги пишувам, пазам да ги пишувам во тредот странство трейдинг, е во нешто што јас се интересирам, кој што мислам дека сум добар. Значи, зборавме за ЦОД, јас кога видиме што случува со S&P, добра, чека, што зборивме, 0.94, back in the range, това е 100 дена му ја протоколовата линија, back in the range, ако S&P се врати back in the range, ако NASDAQ, односно QQQ
што е веќе вратено во рейндж. Ја дека имам малку бабачка позиција на small caps, не избегав повторно. Таа е веќе повторно над 50 дена. Ова не е bullish, него е back in range. Ништо не се случило. Само толкава паника се крена со вета. Сега огромен негативен волум. Ја опозицијата ми е добра, дај не се случајно стоплосирала нешто. Дали ме ставало подгора? Не, добар сум, пијал сум во позиција уша. Овие се на Стивен Крец портфолиото, значи портфолиото ми се дека грото, ова ми е најголем дел дека, нешто се овие New EP and Breakouts. Отприлика како да ги ставам од дека и ги гледам и ги префрлам само на ми е као за гледање, або кај брокерот ми се за следење. Што направите си вие, направите си сектори, направите си aerospace and defense stocks, направите си метали, направите си data centric fiber optics или слично, направите си hyperscale, renewable build-out и слично, uranium supply, nuclear. Ете, с кој сектор највише функционира. Space stocks, овие ќе бидат голем тренд, само се оправи маркетот. Да влеземат се сигурност. Quantum stocks, него праша преска, овие се тења, овие има многу голема волатилност, таму може многу пари се на memory stocks исто. Ја ќе го купам King само да се оправи од пазарот. Пак ми е многу познат, пак мислам дека многу пак. Што гледаш бе господин? Што е? Shitstock. Нема, дека нема ништо. 20 дена, 50 дена, црвена линија на долу, жолта линија на долу, ова е bear market, ова нема ништо. И заборавам да ви кажам, ова е може на вас да ви добро дојде што онде пат учаме EP. Али знаете дека не постои само bullish EP, дека има и bearish EP. Знаете за тоа? Исто што го гледавме, односно што го покажав на EP, само ќе биде свртена 180 степени надолу. Ева на прочуена акција на Novo Nordisk, кој што е тотален дебакал оваа година, кој што е тотален лузер. EP во надален тренд, знаете што би било? Ја покажам. Ева, не мора да е таа, мислам дека таа ја ставил. Еве ви bearish EP. Значи од другата страна. Значи имате UNH, компанија која што има големи контрадикторности, значи од прво се почна кога го убија CEO-то, хорда на многу институции, значи ова беше многу купувана акција која не требаше. Ова се стејџови, значи ова акција ова е stage 2 која расте, ова е stage 3 која не треба никој никаде да влезе, ова е open фаза и ова е stage 4. Во stage 4 рекоме никад не се влага. Ова е љуба да влезат инвеститорите тука, ова е најубаво дека EP-то дека и тие другите параметри се фантастични. Дека не е за нас. Ние не мрзиме оваква акција, но тоа може да фатиме еден негативен моментум. Ти кажам како. Ова е EP. Значи, гапнала после earnings акцијата или после некоја негативна вест што не ми никаеле, гапнала надолу 15%. Овдека отворила, така? Овдека на ова. Ние местиме high of the day, stop loss. Значи, ние ја шортаме акцијата, дали преку опции, дали преку акции, ние ја шортаме ова акција. High of the week е stop loss. Значи, исто што ви го кажав кај EP-то во long варијанта, ова е во short варијанта. Тоа е много нарца. Space. Значи, low of the day на candle е stop loss и ние пуштаме short позицијата да си соплони надолу. Оп, видите, бомбона, 50%. Лошо што максимално може да биете колку 100%. Ако биде на нула. Ако EP гледаме на bull trend, може да направите милион. VLO, значи ова е не EP на Adbi. Adobe. Паднала огромно, high of the day е stop loss и short позицијата. Никад нема да бидете стопирани. И регуламе ќе ги трейлинг, ќе правите на некој од moving average, ќе нека бидува 50, 20, 10. Значи, произволно вие као сака.
И уште нешто, ова е многу битно, ова што ќе го направиме, значи кога ќе бркате IP, многу пати го видите ова на чарт. Огромен gap up, меѓутоа ниска осцилација и почна некој moving average да се сурфа. Ова не е наш сетап. Ова е buyout. Може да видите дека RAB, Aeropetics, Share Search 64%, значи due to the acquisition. Аквизициите кои ќе набилдат на определена цена, претпоставам дека понудена цена е $58, таа пролонгиран период ќе застане на оваа цена. И дека ако влезете на IP, што сте направиле? Ништо. Значи ова нема да порасне нареден 3-4 месеци, еден квартал. Само ќе се движи у една линија. Значи ова е buyout, ова не е IP. Така? Исто е, например, добро IP. Гледате. Gap down на Microsoft, кој што е спора акција 2,5, ужас акција. Место дека buy of the day, stop loss. И ова IP. Без разлика што не е early тренд на во short страната, но тоа пак IP, high of the day. И гледате, да затворите под ќе прекрши, односно кој ќе затвори на една од овие down sloping moving average. SpaceX, Lunar е добар, имаше добар мувава денеска, дали имаше денеска или вчера добри earnings. Успеа да видам. И добар сетап е. Кој да е ово? Ребус. Супер, ова е добар сетап е. Ова е добар флаг. Значи имале 6,4 NASA контракт на овој ова огромна база одека што е. Скокнала, цел сектор е бил нешто така и така. Се lose and wide, значи голема волатилност одека за направиме адекватен стоп лос 20%. Нема tightness, може и за тоа не сум ни влегал, да ви кажам право, пошто две свети претпоставам дека ова е флаг. Тој поинт претпоставам дека дека за да си ставив аларм, значи buy point би било над 18.94, 19. Earnings има на 19, точно. Значи тоа се за 15 дена. Не знам дали е добра акција, не знам, тоа може да не сум един пример. Rocket Lab, и дека има добар сетап. Дали приметувате? Расне, паѓа, earnings добри. Сега тука не можам да го наместам ова, пошто гледате ова 50 на вамен пуњо, дека има доста негативен пуњо, дека ќе туркаат на 0,7. Целиот сектор е окей. Што е јако денеска? Јако е денеска, што спомнам, драновите се фантастични. Видите го tightness на прайзот. Многу голяма работа може да ви заврши, например, кога гледате дневен чарт, candles, и да се смета на weekly. Уште подобро ќе ви гледа. Гледај колку е вочлив, на weekly breakout. Видите? Овој се веќе поголеми патки кои што купуваат маса поголеми time frames. Видите, паѓа еден doji candle, намален волјум, компаративно, што тоа е искористени сите и седени сите целиот supplies, breakout. Разбираш? Weekly chart консултирајте најчесто weekly chart, зашто таму се парите на долг рок. Дека имате потенцијално пак 50 дена ме зафркава. Ти поет, колку време сме чуо овој тикер? Неколку пати го имам. Нема ништо, Ребус, нема ништо. Поет, copy range, нагоре, виж, без малку да нема линеарите. Трнала нагоре, да те заболи глава, а бројките се добри, како што ги гледам овде. 96%, 1000% од 0,03, колку да се точно. Лак е тикар на Конамаги, знаете? Упрема пек. Нема ништо, ова е downtrend. Видите го, 200 дена moving average пробува да слопува нагоре, значи да скокнала над нив. Има некој потенцијал, но меѓутоа
Само да видам, ова е од... Да, има некој позитивен респонс на... Пак е над 100 дена moving average. Кој ќе го... Ето, ова е даунтренд, реално. Нема свиок, нема... Ова е stage 1. Каму да иде. За овие што не знаете, Стив Вајнстајн е фраерот кој што смислил една книга, односно има една книга која што е многу лесна за читање. Многу би ви ја препорачал да поминете. Поготоа да земете да препорачате, да направите пропозал, да им ја купите за родени овие што се инвеститори. Они се све спротивно од што гледаат. Има милиарда стори, значи дури ни книгата не мора да ја прочитате, имате на YouTube многу видеа. Ова е многу битно кај ние треба да влеземе во игра. Ова 30 week moving average е он пред се користи сега, кој што сум го слушал, пошто му е на Минервини другар, он користи 50 и 200 дена moving average. Ова е 150 дена. 30 week се 150 дена moving average. Он користи или 50 или 200, али не е ни битно. Значи, највеќе луѓе што сака да купувате е овдека. Овие се спремни, овдека имаат резултати добри, компаниите имаат фундаментално добро изгледаат. Ние моментум трейдери мрзиме овакво нешто. Ете го moving average овдека. Значи слопува или надолу или во sideways движење. Овдека изгледа краткорочно, меѓутоа stage 1 фаза, ќе ви покажам тоа и како изгледа на директно на чат. Оваа фаза овдека, stage 1 може да потрае неколку години. Значи ви да имате затворено, да имате огромен опортунитетен трошок, повеќе од година и пол. На добри финансиски резултати, на добар гајденс. Што меѓутоа овдека се препознава, овдека е една акумулацијска фаза. Овдека големите компании купуваат малку на секој дип, односно на секој се разочарува. Ние купуваме само во stage 2. Значи ова е viable point на нас. Секој кој ќе почне да се виткаат moving average нагоре, ние купуваме само тука. Ние не купуваме во stage 3. Ова е горе stage 3. Не купуваме. Значи, не купуваме ни stage 4. Многу акции се у stage 4, значи даунтренд. Овдека е љуба да купат инвеститори. Овдека има неколку членови кај нас кои што љуба да купат на акции. И кој е поентот? Треба да го издржи овој дел, да го издржи уште години овој дел. Еве како и се стеџувите на обична акција. Еве PayPal. Значи, не само PayPal, ја не мрзам ниту една акција. Ја уствари ги мрзам сите акции, освен ние што не ми прават. Еве ова што го покажав на истата слика од претходно. Stage 1 ова, така? Ова е stage 1. Stage 2 е ова. Ова е адвансна фаза. Овдека се случуваат најголемите пари. Овдека правиме с пари. Stage 3 е ова. Овдека ова е sucker инвеститори. Овдека купуваат оние кои што се неискусни, кои што мислат дека ова ќе трае бесконечно, дека резултатите од работење ќе бидат triple digits до крај на живот. И веќе престанува таа матурација, односно доаѓа до прематурирана акција кој што не може да ги издржи сите тие ветувања, сите тие гајденси, сите тие резултати. Производот е запоставен, односно застарена технологија, било што PayPal сега систем за плаќање, значи светот отиде многу напред од криптовалути до било што. Имате вие драматична decline фаза или stage 3, и тука не купуваме акции. Значи овдека купуваат најголем дел инвеститорите, овдека се сите ефтини акции. Со низок PE, кој што големи валуации доаѓа до ова ниво, но тоа многу пазарот е forward looking џабе која џабе ниско PE-то, а forward PE-то е уште помалку. Они ќе паднат и овдека купуваат, па ние што се помалку искусни, кои што мислат дека готово сега, после толку пат, сега ќе отиде ќе расте акцијата. И што овдека да купил некој PayPal на 2020 година во почеток на bear market, помина 5 години уште не, 4 години помина, тој уште нема направено ниту еден ден. Стан не вреди, ain't worth it. RXT. Нема ништо. Што ви рекол, ова е stage
Spade Stocks, окей, пред 4-5 години почнала, отишла у Ambis, ова е Stage 3, одnosno Stage 4 declining фаза, сега сме во Stage 1. Пробува да точно, меѓутоа пак има дека не е ни на ова ниво supply. Дека бутално, така да нема уште конфирмација. Има огромен волум, точно. Само да правам викле нешто да не испуштам. Не, ова е, не треба, ова не е окей. Акви акции ние мрзиме. Ние сакаме акции кои што растат. Ова акција паѓа. Ние сакаме да бидеме тем први, ова е добар наплив, значи акцијата за некоја опој ќе порастала 500%. Пак нема ништо, на 200 дена слопинг надолу. Не на 200 микса тоа. Океј, ајде пробајме. Океј, добро. Дека има точно, значи од лева страна секој пат тој мене го вика supply is always to the left. Ја барате на лево да нема supply. Или веќе ако има supply на лево нека биде тоа преку една година. Тоа ќе се заборава. Затоа што овие се сите разочарани под вода. Ај само уште ова ќе ви го напоменам и идам на работа, значи имам друга работа. И ви објаснам уствари зошто ова е многу битно да го разберете. Ќе ви кажам зошто е многу битно во основа капој хендл и не е негој патерн, што секој пат го наоѓаме, односно го препознаваме на weekly charts, или ако сакате дури на бази, односно ако сакате дури ни стейджа. Ви кажам, слушајте, ова ќе биде може кратко. Ова е многу битно да ви го зачнам, пошто ова го имам постирано неколку пати и на нашиот Discord. Заради ова движење да се случи на овој кап на една акција на дневни свети или неделни свети, има голема експланација зошто е тоа така. Значи кога расне определена акција, значи расне од тука, така? Сите овие кои што ја купиле акцијата, сите овие куќи, сите овие кои што бидувале овдека на овој ниво и кои ќе почнат да паѓа да се консолидира надвор, овие се под вода. Овие се разочарени, овие имаат пейн. Овие држат позиции кои што никогаш не биле профитабилни. Поготово, од тука овие може, окей. Но меѓутоа сите овие овдека на големиот пик што купиле, овие се разочарени. Човечката психологија што вика, колку и да си спремен, кога после пролонгиран период и се врати определена акција на твое ниво и најголем дел ќе се откажеш од неа. Односно нема да имаш гс да ја чекаш ова па сега да порасте, па ти да си кажеш како нормален живот, кај ја дочекам и сега ја почнувам моето време. Не е така. Грото од луѓе се исплашливи, тоа се weekends, што сакаат лична инстант гратификација, да направат пари веднаш, значи сите овие кои што се под вода, ја чека да се врати. И гледа се консолидира, односно паѓа, овдека има огромен и продавачи, и профитейкери, овие што купиле овдека нагоре, ќе почнат да ја продаваат акцијата и акцијата некако се повлекува надолу, така? И овдека сега нема волјум, ќе приметите вие на чартот дека уствари најголемиот волјум овдека. Значи овдека се луѓе кои што се разочарани, продаваат, овие се шортери или било што. Кога ќе почне да се движи нагоре акцијата, се создава уште поголем волјум. Зошто? Значи сите овдека што купиле на ботом, формираат supply, со тоа што продава дел од позициите заради профит taking, значи те направиле 20-30%. Ботом фишери се овие, разбираш. Но видите, сега кој продава овдека на десна страна од хендл? И овие што се ботом фишери, но меѓутоа и овие што се break even. Supply е најсилен овдека. Не случајно се формира секојаш хендл. Хендл е pullback од double top или од капот во форма на држка од каша, кој што е со намален волјум. Овдека овој хендл е многу добро од две причини. Прво да ги потроши целиот овој supply на овие што се со break even и на овие што се со profit taking од овдека, но меѓутоа и на овие кои што купиле овдека и се веднаш у drawdown, разбирате? Многу луѓе ја продаваат акцијата овдека. Се формира еден вид на природна
држка од кафе, што се намале волјум, се помалку и помалку, и месите две линии не мора да бидат линеарни, секој breakout по само ова е breakout. Односно, cap и handle breakout. Јас како трейдер, ја ова гледам од прилика на weekly chart, но меѓутоа пак гледам ја дека флек. Затоа ја реков дека дури секоја држка или секој cap handle е флек, на крај завршува преку флек. Ако не е таму, види го флекот одека. Видите го, lower low, 4 стрелки, значи сум сигурен дека ќе имале волјум, разбирате? Цртам две линии, бам, breakout. Technical buyer јат е ова. Пак сме на исто, разбирате? Горан, ти имаш може да направиш search, имам постирано неколку слики на Cowboy Handle со текстуален опис, значи нотирано кај се сите underwater купувачи, одnosno кај е целиот supply. Ова е добар репрезент, значи да го сватите уствари. Многу луѓе не разбираат уствари што гледаат и техничка, кога прават техничка обсервација на некој не разбира. Значи техника анализис не се линии од Зеберг, горе долу или спојуваш три линии, тие ти доаѓаат. Техника анализис да видиш ти уствари ти еден вид на footprint, на еден print screen на supply and demand. И тоа е целата поента. Ние како position trader или како momentum trader сака да го фатиме делот кога е искривен тој еквилибриум на купувачи и продавачи, односно supply and demand. Ние гледаме одека кој ќе увидиме дека сме потрошиле, смизеле се што сака да продаде. Ова е за наш edge. Одека има skew, одека нема кој да продава, низок волјум, држка, хендл, флек уша го формира, ако има и AP, топ. Одека газиме ние без history. Па може тие нагоре 300% у пола година, разбирате. Ви благодарам многу што ми слушавте. Денеска опростете малце на почеток, имам некои технички проблеми со компјутерот, не е до мене. Овие сесии ги повториме неколку пати, искрено многу ми убаво со вас, она како си правиме многу готово за нешто што ми е пасија на мене, гледам дека доста од вас одлично ги разбирате работиве, го имате тоа у вас, разбираш. Завршиме голема работа искрено заедно, никој не ќе да биде само ова, досадно едноставно. Кој се дружиме, кој ќе помагаме еден на друг, кој ќе се бориме еден на друг, кој ќе застанеме на рамо до рамо да се тепаме у целиот овој бизнис, уште ќе биде поинтересно. Значи сите вие што учите, welcome, сите вие што знаете и поише од мене, welcome на надпрва, и тоа е тоа. Почет до сите вас, се слушаме у некој наредно видео. Поздрав! Watch band number
you